Богатството на една библиотека се вреднува според бројот на книги кои што ги има, но и според колекцијата на раритетни изданија. Можеби не сте знаеле, но во градската библиотека Браќа Миладиновци има навистина многу стари изданија. Ке се изненадите во продолжение за какви наслови ќе зборуваме, а за тоа ќе ни помогне со библиотекарката советник Јулија Темелкова. Благодарам што сте во Добро утро секој утро. Добро утро, поздрав до гледачите на утринската програма на Алфа телевизија. Се наоѓаме во едно многу убаво обкружување во споменсобата на браќата Миладиновци, обкружени со книги, особено со раритетни изданија. И еве една можност гледачите да поминат со нас, односно преку книгата, да патуваме назад во историјата. Да, ќе прелистаме многу страници назад во историјата, векови наназад ќе се навратиме. Еден времеплов ќе направиме. Ќе направиме еден времеплов низ овие неколку минути на Алфа. Многу ми остави впечаток, читајќи го информативниот водич, зад кој што вие се подпишувате, Темелкова, еден момент зборувајќи за овој книжевен фонд поврзан со раритетните стари изданија. Ми се задржа вниманието во делот дека однесувањето, односно третирањето со овие книги е многу поинакво во однос на останатиот книжевен фонд. Што значи тоа? Како треба да се однесуваме со овие книги? Со респект, прво, и треба да се однесуваме грижливо. Сепак овие книги не се достапни за редовно издавање надвор од просториите на библиотеката. Постои посебен правилник, читателите може да ги погледнат, да ги истражуваат, да ги проучуваат, но со претходна најава, иако многу пати оваа збирка на стари и ретки книги била изложувана на читателската публика во разни пригоди, по разни поводи, дури надвор од Македонија, изложени биле и во Париз, во Националната галерија на Македонија и многу пати изложувани во просториите на библиотеката, секогаш побудувајќи интерес кај читателската публика. Кога се изложуваат? Има од прилика можеби датуми или не, по разни поводи, годишнини на библиотеката и така натаму биле представувани на читателската публика и навистина побудуваат интерес. И кај мене побудуваат интерес и посебно, нели, она што е забрането, секогаш повеќе Па не е забрането баш, меѓутоа сепак со еден, нели, посебен третман. Така. Посебниот третман се однесува и во однос на тоа како треба да ги допреме овие книги. Не случајно имате до вас ракавици, треба да се прелистуваат на многу внимателен, педантен начин. Но така, бидејќи сите овие книги не имаме податок како се стигнати во градската библиотека Браќа Миладиновци, но од 2002 година сите се собрани, евидентирани во инвентарна книга, а веќе од 2005 година периодично се изложени на реставрација, третман на кориците, обезпрашување и обновување на книжниот блок. Така што, еве сега јас сликовите ќе им покажам на гледачите. Како ги разгледуваме, како може да се запознаат со овие стари книги. Секако, значи, овие се достапни до читателската публика, односно до сите членови на библиотеката. Секој што е член може да ги користи, но во просториите на библиотеката со претходна најава за кои цели, време траењето на користењето на книгата и во присуство на библиотекар. Да, не смеат да се изнесуваат од просториите. Не е дозволено изнесување, не е дозволено фотокопирање, не е дозволено скенирање на книгите. Може фотографирање, нели, сепак и тоа со дозвола и со претходна најава. Мислам дека доволно објаснивме дека ова е скапоцениот диамант кој што го поседува нашата библиотека. Бидејќи се навистина стари книги со векови наназад обстојувале и се уште обстојуваат, еве, дел од нив во нашата библиотека. Може сега да одиме последователно. Еве, ќе ве замолам да ни појасните што се содржи ова катче во вашата библиотека. Па, вака како што и вие напоменавте на почетокот, градската библиотека Браќа Миладиновци има една импозантна збирка на стари и ретки книги од 16 до 19 век. Збирката се состои од старопечатени книги на македонски јазик, целата оваа збирка
е значајна по својата старост, по вредноста на податоците, значајни за културата, уметноста и с целата ова антикварна граѓа, значи сите овие раритетни изданија и публикации имаат висока историска, но и уметничка вредност. Збирката, напоменав, се состои од старопечатени книги на македонски јазик. Збирката е значајна затоа што содржи елементи од некои први изданија, но и содржи архивска граѓа, која што дава еден печат за историјата на македонскиот јазик, литература, наука, култура. Содржи претежно имаме, значи претежно се наслови од областа на литературата, но секако има и наслови од историјата, географијата, педагогијата, психологијата и така натаму. Да. Еве овдека може да се види и песни од Коста Рацин, објавени во 1945-та, секако Блаже Конески за македонскиот литературен јазик и за македонската литература, македонска лирика. Задоволство е да се слушне дека од 16-тиот век можеме да видиме и допреме книга пред нас. Тоа е другата збирка на старопечатени книги на латиница, кои датираат од 16-тиот до 19-тиот век, поточно од 1566 година. Тоа е првата книга, мислам, она најстара книга која што ја поседува Градската библиотека, Басни од Езоп, но еве вака само први на една ретроспектива да објаснам за што станува збор за оваа збирка на стари и ретки книги. Тоа се книги претежно на латински јазик, на старогрчки, на англиски, француски, германски јазик, книги со естетско и техничко обликување од висок квалитет. Интересно е што имаат специјална подврска сите книги, специфичен формат, имаат многу илустрации, гравури од познати илустратори, гравери, сликари кои што живееле и твореле во периодот кога биле печатени книгите, што дава уште поголема вредност на уметничка вредност на книгите. Потоа содржи самата целата колекција, односно збирката на книги содржи речници, збирки на поеми, басни, потоа записи од патувања со биографски карти во прилози, портрети на познати владетели, монарси, благороднички семејства, религиозни дела, молитвени книги, историски дела, значи сите области. Значајни се според бројот на илустрации, според содржината која што е застапена во самите книги и затоа, уште еднаш ќе повторам, книги со голема историска и уметничка вредност. Специфично е тоа што не се знае трагот како стигнуваат овие книги. Колку е голем или мал интересот на граѓаните, на читателите, колку често бараат да прелистаат некоја ваква книга? Може, имате ли... Па вака досега не сме, имало инцидентни случаи, меѓутоа не побарале да ги разгледуваат, но напоменав и претходно, кога биле изложувани, сепак секако интересот бил голем, да. Колку време, споменавте дека за да се дојде до една ваква книга, потребно е однапред да се побара одобрение. Колку време однапред треба да побараме? Неколку денови, како оди тоа? Може неколку денови однапред, но сепак значи со претходна најава и секако корисниците кои што за кои цели и време траење на користење и секако ако се користи граѓа, ова антикварна граѓа во истражувачки цели, ако се публикувани тие, значи тоа истражување, треба да се, односно се обрзува корисникот на соодветно место да напомене дека се користела граѓа од Градската библиотека браќа Миладиновци. Може ли да кажеме од прилика колкав е фондот? Знаеме ли бројка на колку вакви? Од прилика околу 600-700 книги. Ви ке кажав, најстарата книга е од 1566 година. Тоа се басните на Езоп, односно поточно, еве вака сега нека видат и гледачите, Аезоп и Фриги, значи таа е на латински и германски јазик.
што значи басните на Езоп за Фригија. Знаеме за Езоп дека бил познат баснописец кој што живеел во 620 година пред новата ера. И годината на печатење е испишана со римски броеви. Тоа е една од карактеристиките на старите и раритетните книги. Претежно годината е со римски броеви, но има нели и со арапски. Еве годината на печатење 1566 година, печатена е во Франкфурт на Мајна. На ракописен, значи насловната корица, насловната страна е на ракописен германски јазик. Потоа, она што е интересно, книгата е во мал формат, за жал. Оригиналниот повес не е зачуван, поради лошата состојба во која што е затекната. Одново е вкоричена книгата во кожа, но зачуван е еден дел од рбетниот наслов. Она што е интересно, што освен илустрациите, има и иницијални букви, украсни, значи тоа е украсна иницијална буква, обично посебни пасусите, односно деловите на книгите, тоа е карактеристично исто на раритетните книги, започнуваат со украсна иницијална буква, исто така е збогатена со орнаменти, со винети, се она што било карактеристично за печатање и декорирање на книгата во периодот нели кога се печати книгата. Навистина фасцинантно. Може уште некоја вака да ја прелистаме со помош на вас, да вистина сум љубопитна да ова е малку подосежна книга во голем формат, но содржината е интересна. Ова е Дон Кихот од Мигуел Сервантес, книга во голем формат со убава декорација на корицата. Самите гледачи можат да видат со декорирани се првите букви од почетните букви од зборовите, нели со интересен колорит, исто така убава декорација на рбетот, каде што е испишан и рбетниот наслов, со втиснати релјефни елементи. Но она што исто така ја прави самата книга значајна, освен содржината, нели, печатена е 1872 година во Берлин и со илустрации од Густав Доре, тој познат француски сликар, илустратор, кој што живеел во времето на романтизмот во француската уметност. Познат илустратор на многу книги, не само на Дон Кихот, на Балзак, на Едгар Алан По, но карактеристично за него е што во серија прави гравури на содржинскиот дел на Дон Кихот. Можат да видат гледачите, бидејќи навистина ретко се сретнува, да. Тоа се гравури, со што нели се дава опис на целата содржина на книгата. И она што можеме да го заклучиме, таа е добро сочувано, но и вие овде долго ја чувате многу добро. Се знали од прилика колку време ги имате и овие книги? Јас од кога сум дојдена во библиотеката, значи 22 години, се тука постојат. Ви кажав, од 2005 година се подложени нели на третман, на реставрација и обновување и од тогаш внимателно ги чуваме. Може многу да се види, може... Да, има многу интересни наслови. И ова е многу интересен наслов. Јули Каесарис кое екстант, значи Гај Јулиј Цезар се авторот. Постои, тоа се дела на Гај, значи некој автор е Гај Јулиј Цезар, знаеме дека тој бил политички римски водач во тамо од 49 до 44 година пред новата ера. Интересна е декорацијата на насловната страница во две бои, со црвени и црни букви, кој што дава една динамика на целата декорација, со убав орнамент. Може да се види како изгледа, тоа е во оригинален, првобитен повес, во кожа, со декорација на рбетот, каде што е испишан и дел од насловот на книгата.
Еве, и она што е интересно и присуството нели на географски карти кои што го опишуваат. Еве, во самата географска карта може да се види и во времето кое што живел и творел Гај Јулиј Цезар. Фасцинантно навистина. Да. Прекрасно, ова е. Потоа еве ова за споменување Хомер, Илијадата на Хомер, на грчки и латински јазик со забелешки, исто така со географска карта, на која што еве може да се види Микенскиот дел, Микенската уметност, Крит, каде што обстојувала критската уметност, еве, и оној дел на Македонија, Пајонија, Пелагонија, значи, еве овие миниатурна книга, значи во мало издание од 15-14 сантими, ете еден вид на... Ова е за патување во воз, предпоставувам. Да. Да биде по-компактно за патување. Еве историски книги, нели, од историјата на Велика Британија. Исто така, оно што е карактеристично, многу често во овие стари книги има екслибриси, односно упатува, тоа се печатени етикети, кои што упатуваат на собственоста, бидејќи сите овие книги биле во значи имале своји собственици со текот на годините. Најчесто тоа биле собственици благороднички семејства, и се менувале секако собствениците, да еве сега ние бидеме собственици Градската библиотека на овие книги. И сите тие биле на некој начин, еве, испишани, залепени, печатени етикети, семени грбови, нели, со семеен грб, или со свој рачен подпис, кој што упатува, нели, на собственоста, дека оваа книга била собственост на... Или е подарок од некого, може би, и нели секогаш нагласуваме колку е значаен подарокот наречен книга. Певи ова би ја спомнала од Волтер Скот, познато негово дело, Мармион, печатена и издадена во Единбург 1808 година, еве со интересна декорација, декориран картон, кожа, басни, значи стари басни, модерни, собрани Хомер, Овиди, Бокачо, Чосер, оригинални поеми. Хомер, Овиди, тоа се значи автори, поети, баснописци, кои што твореле во различни историски епохи, во различни историски периоди. Хомер е нели антички поет кој што живел во 8 век пред новата ера. Овиди во 1 век. Бокачо е ренесансен. Овде е всушност збирка така од собрани нивни дела и интересна, како што ја разгледував, интересна илустрација, гравура, која што ја опишува и го опишува самиот наслов на книгата и содржината што има внатре во книгата. Еве ангели кои што ги носат книгите на Чосер и на Овиди, потоа божества кои што ги носат книгите на Бокачо и Хомер. Значи ни дава една сликовитост на насловот и содржината на книгата. Збирката на старопечатени книги на арапски и турски јазик. Има прилика, имаме околу 70 вакви книги на арапски и турски јазик. Еве, со убава декорација, на орнаменти, исто така во кожа. Значи, сите овие се претежно во кожа, трајни, затоа што обстојувале со толку векови, патувајќи, нели, низ многу собственици. Патувајќи низ собственици, патувајќи низ времето. Низ времето, токму така, ете, затоа им возможивме на гледачите да патуваат во времето. Еве, и овие, значи, книги на арапски јазик. Значи, знаеме дека, нели, еве, тука е почетокот на самата книга. И овие се третирани на некој начин со забелешки од, веројатно, на маргините, да, интересно. Да, ето така. Ке споменам длабок наклон за тоа што ги отворивте овие книги за нас. Навистина ми беше задоволство да ве слушам од првиот до овој момент. Ке ставиме 3 точки на овој разговор и со нетрпение ја очекувам нашата следна средба за повторно да нурнеме со ваша помош низ минатото. Кој јас си ги поканувам и гледачите и нашите читатели да повелат и да ја разгледаат оваа збирка
кога ќе имаат можност. Ви благодарам. Благодарам.